На министерката за труд и социјална работа не и се важни нашите барања. Обвинуваат лицата со попреченост кои на денешната средба од Шахпаска побараа да им обезбеди подобри услови за живот. Најповиканата институција која треба да ги штити правата на лицата со попреченост не успеа да го покачи на доместокот за 15%, како што ветуваше. А министерката се правда дека покачувањето било пролонгирано поради пандемијата. Од коалицијата Менуваме стојат на ставот дека итно мора да се најде решение, а до тогаш остануваат на улица да протестираат. Не ги прифати барањата каде што ги укажувавме во однос на асистентите за лицата со попреченост, во однос на центрите за ранен детски развој и центрите за регионален развој за согласно демографската потреба на лицата со попреченост. Ништо тоа не ни прифати министерката. Едноставно, извинете, вака се однесуваше како министер кој што не сака воопшто да не разбере. Невладината организација бара да се намали границата за користење додаток од 26 годишна на 18 годишна возраст. Бара покачување на надоместокот од 7.100 денари на 12.000, но и отворање дополнителни центри за лица со попреченост. Министерката им одговори дека ќе бидат разгледани нивните барања и наброја неколку планирани проекти, но без конкретни рокови. После завршувањето на локалните избори, јас ќе остварам средбата со градоначалниците за да ги инициираме и да ги притиснеме во еден разумен временски рок, што пократок, да можат да испорачаат услуги и сервиси, она што беше барање на представниците денес на состанокот, во смисла на отварање на дневни центри и во делот на отварање на ресурсни центри. Лицата со попреченост и нивните семејства за во среда најавуваат нов протест. Кога ќе излеземе, кога ќе го дајме прогласот, сите да излеземе да протестираме. Не протестираме само за нас, протестираме за сите лица со посебни потреби. Ги повикувам родители, браќа, сестри, дедовци, баби, граѓани да не седат по кафичите или по кафаните. Кога ќе излеземе да протестираме, барем да ни дадат една почит за храброста што ја даваме за лицата со посебни потреби. Од коалицијата Менуваме претходно бараа дозвола од град Скопје да постават и шатори пред собранието, но градоначалникот Шилегов не им дозволи, зашто тој смета дека така нема да го решат проблемот. Пред новинарите кажа дека ќе ги прими на средба, но на повиците од лицата со посебни потреби не одговараше.